Го следите најновото издание на емисијата Кирилица. Во ова издание ќе разговараме за писателската дејност со сите нејзини конвенционални и неконвенционални аспекти. Мој денешен гостин е писателката Сања Мочкаева-Видановска, со која токму ќе разговараме за писателската дејност, која што може да биде потреба, но може да биде и професија. Следете ме. Писателката Сања Мочкаева-Видановска е родена во Битола. Основно и средно училиште завршила во родниот град. Понатаму дипломира на Шумарскиот факултет во Скопје, а магистрира на Педагошкиот факултет во Битола, на насоката образовен менаџмент. До сега автор е на 4 романи: Грешници прв дел, Грешници втор дел, Самица, Петтата приказна и една збирка поезија за месечината. Учесник е со своји текстови, поезија и есеи во зборници на македонски, грчки, англиски и италијански јазик. Се јавува како рецензент и промотор на неколку збирки поезија и раскази. Приказната со пишувањето, како и секоја останата приказна, оној кој што се занимава со уметност, нормално е дека секој како дете, сонува за нешто, своите желби си ги искажува, се пробува на еден план, па на едно поле, па на друго поле. Меѓутоа морам да напоменам дека пишувањето во мене беше од дете уште од мали нозе и се разбира како и секое друго дете, и јас се обидував во поезијата со оние наивни детски песнички и сето тоа, меѓутоа после тоа веќе прераснуваше во некоја посериозна жилба. Во средношколските денови, знаете, тука е адолесценцијата, па се оди со други размислувања, зрее полека младиот човек и сето тоа, но сепак сето тоа време нормално те прати таа жилба. Ева сега една ретроспектива на факултет, веќе со обврски, со испити, со сето тоа малку заостануваше во друг план. Меѓутоа таа жилба за пишување на проза, што е мој фак, мислам, прозата ми е сепак најголемата жилба и она што навистина сакам да го пишувам, беше се појави веќе кон крајот на студирањето, кога обврските се намалува во однос на моето учење, на доградување и така натаму, и сето тоа си одеше во еден нормален тек, кога идејата за мојот прв, да речем, роман почна во мене да зрее и потака си почнав да си пишувам полека. Знаете, првиот роман никогаш не почнува како роман. Може би тоа да е еден импулс да биде од една мисла само, да се започне може би како расказ, еден обичен или подолг расказ или некоја кратка новела, но како што пишувањето подоцна продолжува, тоа зрее, се надоградува, содржината, ликовите и така натаму и на крајот прераснува во роман. Барем така беше кај мене случајот. Беше ова еднаш во една зима кога големи снеголки како лесни пердови паѓа од небото. До прозорецот од едно црно абоносово дрво седеше една млада дама и шиеше. Погледна како паѓа снегот и го боцна прстот. Свежото руменило врз белината од снегот и се стори толку убаво што во тој миг посака во себе. Колку би сакала да имам детенце бело како снег, црвено како крв и со коса црна како абонос. Напреку потоа, таа роди ќерка, што беше бела како снег и румена како крв, а косата и беше блескава како абонос. Тај го даде името Снежана. Градчето во кое живееше Снежана беше мирно и спокојно. Нивната куќа се наоѓаше близу до центарот. Снежана во тој период уживаше во играриите во мирната улица. Училиштето ѝ беше лесно зашто се совладуваше брзо. Тоа беа навистина среќни години за неа.
Но во кралството во кое таа живееше, не владееја само еден крал и кралица. Луѓето се прашуваа, зошто повеќе кралеви? Но беа задоволни, домовите им беа сепак среќни, трапезите им беа полни, но разликите не беа големи и сите беа задоволни. Снежана припаѓаше на подкралството во кое владееше нормална благосостојба. И додека кралицата прашуваше: огледалце, огледалце мое, кажи најубав на светот кој е? А огледалцето ја одговараше: ти си кралица моја најубава и во сите 7 подкралства, ти си онаа кралица права. За Снежана не постоеше никаква опасност. Дали останатите 6 огледалца ги лажија на истиот начин своите кралици, тоа никој не го знаеше. Се сеќавам, да, за првиот роман Грешници, се сеќавам на првите зборови. Прво ја започнав книгата со поинакви реченици и тогаш пишувањето во однос на техничниот дел доста тешко ми одеше. Тогаш излегоја компјутерите и знаете, одевме буква по буква, немавме рутина и додека тоа сето го склопуваш како едно зборче, мислата ти бега. Па потоа започна првата глава, на тоа добро се сеќавам, меѓутоа кога го завршив романот, дојдов на една друга идеја, поинаку да започне, малце мистерија да внесам на почетокот на целата таа содржина на романот и напишав како една претходна глава, како еден пролог, да речам, па потоа сето тоа го надоврзав на веќе завршениот роман. Веќе завршениот роман не, бидејќи тоа е само една почетна фаза, која што потоа после секој пречитување се надоградува, нешто се отфрлува, нешто се додава и така натаму, за се додека самиот автор не е задоволен како една целина и да реши дека тоа веќе може да дојде до очите на јавноста. Кога дојде септември, Женја продолжи со обврските кои за кратко прекинаа со почетокот на летото. Огнен се припремаше за своето заминување, а таа се трудеше да ги исполнува и своите обврски и да оддели време да биде и со него. Наталија се повеќе ја напушташе видот и сега веќе не можеше да станува. Колку повеќе залежуваше, толку повеќе силата ја издаваше. Почна да ја одбива и храната. Слабееше од ден на ден. Дојдоа најтешките денови во животот на Женја. Веќе почна да сваќа дека тоа кај Наталија не е само минлива слабост. Се чувствуваше безпомошна. Не повеќе од се сакаше да ги продолжи незините денови и некако да ја исправи на нозе. А животот да се продолжи постаро. Но од ден на ден и стануваше јасно дека таа не може ништо против тоа. Ја гледаше незината сакана наничка како пропаѓа и чувствуваше дека ја губи се повеќе и повеќе од ден на ден. Како што во текот на летото се радуваше на секој нов ден кога се будеше, така сега имаше се повеќе денови кога не сакаше да станува од кревет. Жалоста се вовлече во незината душа. Главната тема како преокупација е всушност реалноста која што се одвива околу нас. Од тука ги црпам и темите и ликовите. Можам, например, ми се случува да сретнам некоја личност која што не ја познавам, ја гледам прв пат, се среќаваме негде на улица, случајно се разминуваме или ја среќавам во библиотека или во продавница и ми дава идеја за некој мој лик. Може би тоа не е онај ликот кој што го движи действието, меѓутоа некој лик кој што би се појавил тука. Реалноста во секој случај и современото живење. Значи, во првите два романи ги обработувам тие две девијантни појави, алкохолизмот и наркоманијата, меѓутоа после продолжувам со други теми во наредните романи, но во секој случај
се јавува љубовта во секој мој роман, љубовта како чувство кое што не движи, кое што ни помага, од кое што можеме многу често и да патиме, да речам така, да се изразам. Љубовта не само кон спротивниот пол како маж кон жена, и љубовта кон семејството, кон децата, кон сопругот, кон родителите и така натаму. Додека беше жива Наталија, се чувствував дека сум дел од некоја бајка. А сега тоа одеднаш го снема. Не знам како понатаму би продолжила без нашите разговори, незиното присуство. Таа знаеше да ме утеши секогаш кога се плашев или пак се двоумев за нешто. Ми се чини дека сум оставена сама на себе. Но Женја, тука е твојата мајка и татко ти. Знаеш дека нема да те остават сама. Никогаш. Знам, но со неја, Солив никогаш не сум била многу блиска, особено од кога се разделија. Па јас рече се не почувствував кога татко ми се замине. Секогаш до мене беше Наталија, а сега немам со кого да го споделам она што ме мачи. Ја имам Маја, имам и други другарки, но никогаш не сум ја имала таа блискост како со неја. Во секој случај, за мене, а и верувам и за повеќето луѓе, љубовта е универзална, како што и вие рековте, движечка сила која што го движи светот да оди напред во една позитивна насока, значи како спротивно чувство од омразата, дали е спротивно или одат паралелно едно со друго, тоа е веќе тема за друга дискусија или дебата. Љубовта во уметноста е сила на уметноста, значи ќе обрнам внимание на книжевноста на пишувањето, е сила која што го движи не само авторот да твори, туку го движи, го тера и самиот читател да навлезе во она што авторот сакаше да каже. Многу читатели се пронаоѓаат, значи себе си во таа љубов кој што авторот ја опишува како една основна сила, како што и вие напоменавте во вашето прашање, и јас претходно малку и кажав за тоа, основна сила за во однос на љубовта кон родителите, значи кон децата, кон сопругот, кон братот, кон сестрата. Секоја таа љубов, секој тоа позитивно чувство, движечко, ако се вметне во едно прозно дело или во поезијата, тогаш од него ќе настане навистина прекрасно дело. Длабоко вдиша чист воздух. Само што излезе, незините сетила повторно ја вратија назад и таа стана свесна за околината погледнувајќи околу себе. Седна на клупата и ги затвори очите. Солзите и навираа сами една по една и лесно се стркалаа по незиното лице. Се стресе. Го повлече сакото преку градите, но тоа слабо ја заштити. Чувствуваше како идува ветрот во лицето, обвивајќи и се околу вратот. Тој лазеше студено низ вратните жили, па се до грбот и таа почувствува морници низ целото тело, менувајќи го својот правец. Ја носеше косата на едната па на другата страна. Студенилото се спои со празнината. Ја крена главата и ги виде облаците кои брзо се движеа покривајќи ги сјајните точки. Месечината беше млада, а небото како послано со црно кадифе. Понекаде ќе ѕирнеше некоја ситна светлина, која брзо беше прекриена. Во уметноста, оној кој што мислам дека уметниците, оние уметници кои што
најдобрите уметници за мене и најдобрите писатели се оние кои што почувствувале навистина некаква психичка болка во животот. Како што впрочем и повеќето луѓе доживеали. Така, не може се секогаш да ни биде равно во животот, што викаме народно полно равно, и сето тоа така да си тече со еден одреден тек. Никогаш не знаеме што носи следниот момент или утрешниот ден. Она одење по таа граница е она што всушност нас не тера да твориме. Значи, таа тенка линија која секогаш не поврзува со со смиреноста и со она експлозивното во нас, ми се чини дека тоа секој автор, односно секој уметник го носи во себе за да може да твори. Повторно, еве да се навратиме и со претходното прашање, љубовта е секогаш она кое што не тера, значи во понатака да создаваме нешто ново, нешто интересно, но сепак тоа треба нормално да излезе од нашата длабочина, од нашата психа. Сепак е многу битна таа состојба во која што се наоѓа авторот за да направи едно успешно дело и да го искаже она што сакал да го искаже и на тој начин да достигне да го восприема на истиот начин и самиот читател. Беше одеднаш среќен да ги гледа сите тие насмејани лица кои игра, се смеја или се привлекуваа еден со друг при нивната игра, заведувајќи се со телата. Имаше и такви кои, како него, седеа настрана и беа сами, но тој беше убеден дека и ним им е прекрасно во тој момент, како и нему. Иако нивното далечување од него се зголемуваше, тој беше среќен. Иако тие му бега, неговите раце и нозе се обидуваа да ги достигнат и тој повторно се радуваше. Сето тоа го забавуваше и му наликуваше на луда трка без цел, во која тој и учествуваше и наблюдуваше. Како да беше дете во детска градинка, во која беа оставени сами на себе без никаков надзор. Веселата детска смеја започна да му одзвонува во ушите, а музиката, како што врвеше времето, му се чинеше се погласна. Скокна весело и заигра, беше лесен, ослободен, среќен. Како и на секоја мајка, вработена мајка, вработена сопруга, со обврски, сето тоа може да се комплетира успешно, мислам, ако се сака да се работи на вистина, она што се работи. Јас никогаш не се слагам со некои мислења кога ќе слушнам, јас немам време. Јас многу сакам, например, да сликам, многу сакам од дете, тоа ми беше желба, сум го слушнала ова, меѓутоа јас немам време да седнам тоа да го правам. Со тоа не можам да се сложам. Ако навистина нештото го сакате, тоа и ќе го постигнете. Значи, жената, човекот, жена, маж, без разлика за кого се работи, повозрастни, во помлади години, секогаш треба да си најде време за себе, да го прави она што сака. Секогаш велам дека пола сат, 1 сат во денот, значи може да се одвои за да се надополнат сите тие работи, сите обврски, но да се најде време да си го постигнеш тој свој духовен мир, а духовниот мир се постигнува со тоа што ќе го работиш она што навистина го сакаш. Јас навистина сакам да пишувам и морам да си пронајдам време за тоа. Мене ми се случува, верувам дека и многу жени кои што пишуваат и се слушат со мене, да сум во кујна да правам. Да си ги бркам моите, мислам, секојдневни работи, да го направам ручеко вечерата, доручек да спремам и така натаму. И кога моите деца беа помали, бев пооптеретена нормално и тогаш едноставно ти светнува некоја идеја, некоја реченица и го тргам тоа што ми е нашпорето ментално и удам и одма го запишувам. За после вечерта, кога ќе се најдам во мир и во тишина сама, да можам да се надоврзам на таа мисла, меѓутоа ја запишувам за да не ја заборавам, бидејќи ако не се запиши, тоа летнало и повеќе никогаш не се враќа истата мисла.
Затоа сакам да кажам дека секогаш има време за тоа што на вистина сакаш да го правиш. Може да си го согласиш времето. Никогаш, секогаш спорам не се слагам со тоа дека јас немам време да спортувам или немам време два пати во неделата или немам време да нацртам нешто или да напишам некоја реченица. Не, има време за се. Абоносовиот сјај ја плетеше косата, а зраците ја капеа во нивната како прашинка ситна златна палета. Тој ја дофати нејзината коса и нежно ги провлече своите прсти низ неа. Од колку си наследила ваква боја на косата? Ја запраша со тивок нежен глас. Женја кратко молчеше пошто одговори. Од баба ми Наталија. На незините слики додека беше млада, иако црно-бели, и веќе избледени се гледа дека имаше иста таква боја. А тој и самата ми го раскажуваше. И почна да му раскажува за неа, со леснотија, од почетокот карактеристики кои можеше да ги раскажува не секого. Но потоа, Наталија Антиповиќ, како да преовлада со неа и таа на Ники му го отвори срцето онолку колку што не ни помислуваше. Поминаа месеци од незината загуба и се што и се насобра во тој изминат период, таа го изложи пред него. Искрено, отворено и без запирање, како да беа блиски со години. Дури му ја опиша и вишновата градина во чија средина беше сместена венецијанската куќа со уредениот парк околу неа, па и Андреј Есиповиќ, онака како што тоа го правеше Наталија Антиповиќ, му раскажа и за тоа дека и таа би сакала во својот живот да љуби како Наталија, дека би сакала да го даде искрено своето срце пред некој човек кој би подал рака во секој момент, како незиниот дедо Божидар, а Ники само ја слушаше и од време на време ја прашуваше по нешто. Не ги барам јас. Тие мене ме наоѓа дефинитивно. Мислам дека оно што твори на уметнички план. Повторно ќе се повторам дали е тоа пишување или сликање или компонирање музика и така натаму, дека само успешно знае да перцепира и сето тоа да го пренесе. Тука е главниот аспект. Ако успешно знаеш да ги прецепираш работите кои што се појавуваат во општеството, значи сега веќе алудирам на пишувањето, на книжевноста, тогаш ќе знаеш вистински и да го восприемиш тоа, значи и да го напишеш и да го пренесиш. Ако сето тоа го правиш, тоа восприемање, таа перцепција кон околината околу тебе, го правиш на еден вистински начин, со сите твои сетила, тогаш приказната тебе сама те пронаоѓа. Нема потреба да ја бараш. Исто и ликовите, како што претходно споменав во претходниот разговор, дека тие и ликовите те пронаоѓаат самите. Нема ти што да бараш ликови. Значи во самото пишување, самата приказна те пронашла и самите ликови тебе те пронашле, едноставно како да врескаат несине и нас во приказната, ние тебе ти требаме, така? Значи, ние сакаме да бидиме таму, ти мораш нас таму да не запечатиш за секогаш, бидејќи кога се создава една книга, тоа е едно наследство кое што трае многу повеќе од многу други работи, како што и се во уметноста. Како што одменуваше денот, Никите имаше се помалку волја да прави нешто и цел ден лежеше. Сакаше да се истушира и да се освежи малку, но се откажи и од тоа. Секакви мисли му прелетуваа низ главата. Куќата му беше тмурна и тешка. Воздухот во неа го гушеше и тој одеше од соба во соба. Како да бараше која просторија е позаситена со кислород, за да се скраси во неа. Но во сите се чувствуваше исто. Пробај да чита, но ни тоа не му успеваше. Се повеќе сакаше да ја види Женја. Со растењето на таа желба растеше и совеста која му ги навраќаше сеќавањето од минатата вечер. Но тоа се надоврзуваше и вината. Се убедуваше да ја изфрли од главата, но не можеше. Нешто го потсеќаше на неа, дека е тука, дека постои. И тоа повторно го тераше да мисли на неа. Се присети на вечерта кога беше кај него.
Беше толку нежна, толку пожелна, како да држеше во рацете стаклена фигура, која секој момент можеше да се скрши. Не, тоа не беше за неа. Едноставно, таа не се вклопуваше во таа куќа. Таа беше топла, чувствителна, а тој заедно со неговата самотија беше себичен, суров, доволен самиот на себе. Реши да ја остави на мир и да не се состанува повеќе со неа. Тоа беше најдобро за неа. Тоа му прелета низ главата во моментот и решението го држеше до утредента. Зависи за која тема се работи. Кога го пишува вториот роман за наркоманијата, нормално дека морав да истражувам. Значи, тоа мораше да се подпира целата таа приказна, таа е измислена приказна, меѓутоа е компилација од повеќе животни, вистините приказни кои се случиле. Значи, претходно морав да истражувам сите тие подробности, однесувањето на младиот човек кога е за жал под дејство на некој вид на друга, значи тука има веќе комплексност, однесувањето потоа абстиненцијалните кризи и така натаму, сето тоа треба да биде веродостојно, значи со факти подкрепено. Исто така и во моите други два романи, во последниот роман Петата приказна и во најновиот кој што сега треба да излезе, во двата имам делови од Првата светска војна, значи тука мора човек нормално да истражува. Се извинувам. Не можеш да пишуваш историски книги меѓу книги кои што чието действие се одвивало во текот на историјата, во минатото, во текот на Првата или Втората светска војна или претходно, без разлика за кој период се работи, ако добро не го познаваш тој период и случувањата што се случувале во тој период на тие простори за кои што пишуваш. И тоа нормално одзема доста време, кога приказната повторно ќе те пронајде и ќе те натера да почнеш нешто ново во однос еве на таа тема сега што ја споменав, тогаш освен што се развива во твојата глава приказната и сите тие ликови кои што ти треба да ги вметнеш како автор, нормално е дека на претходно, она што претходи е тоа истражување, тие факти што се случувале, сето тоа да биде веродостојно. Другото е измислено, можеби некаква фантазија, меѓутоа, она што е реалното во содржината треба да е навистина така. Реката стишено го поминуваше својот криволес пат, капејќи се како ни сончеви искри, и малку чудни за тој дел од годината. Сеајот на утрото ја будеше околината, откривајќи го почетокот на денот и разговолувајќи ја природата пред синилото на небото. Како спротиставена страна, зеленилото се покажуваше се појасно тука на земјата, пред небесниот свод, кој неуспешно пред обидите да ја победи земната убавина, се повлекуваше и се предаваше уште пред почетокот на денот. Прекосењето на раното летно утро се прошируваше следејќи го течението на реката. Планинската дарителка на животот, на се што беше во нејзина близина, споро, но грациозно ја сечеше шумовитата долина и исто така се спушташе надолу покрај стрмните патеки, што ја следеа по низиното корито. Од време на време излегуваше од зеленилото што се надвиснуваше над неа, пресекувајќи голини обкружени со бели заоблени карпи, а потоа брзо ја снемуваше повторно во бујната вегетација. Шумата ја влечеше длабоко во себе и неретко и подготвуваше стапици, иако со векови го следеше истиот тек. Знаеше да биде изненадена, што ја разлутуваше и возвраќаше бучно спуштајќи се низ стапицата, а потоа повторно мирно продолжуваше по своето корито. Секој може да си го најди своето место под сонцето, секој твори на свој начин и ги изразува своите чувства онака како што мисли и умее, така. Меѓутоа, во однос на реалните противници, во однос на средствата, во однос на пронаѓањето на добар издавач, тоа е многу битен елемент кај нас,
кој што за жал не оди во нагорна линија, многу тешко да се објави едно напишано дело, било тоа да се работи за поезија или за проза. За проза поготово е тешко, затоа што се работи за пообемен материјал, кој што бара повеќе средства за издавање, значи повеќе го кошта издавачот. Тие се најреалните противници. И кај нас има една негативност која што ние мора, не сакали или не икеле, мора да ја прифатиме од западните земји кои што успешно работат на издавање на книги, на вредни дела и на превод на тие дела. Немаме издавачки куќи, немаме агенти кои што би ја превзеле работата на авторот. Она е работа која што бара една исцрпувачка енергија на авторот. Јас велам, многу ми е полесно да го напишам романот, затоа што тоа од мене излегува со леснина. Јас не се мачам кога пишувам, јас уживам во тоа. Исцрпувачката енергија е она која што доаѓа после. Значи, како да се издаде тоа дело, на кому да му се обратиме, поготово ако се работи за дебитанско дело. Значи, кому да му се обратиме, во која издавачка куќа да одиме, како тие таму ќе не примат. И има еден тренд кај нас за издавачките куќи кои што се наоѓаат во Скопје, кои што се, да речам, кои што учествуваат на саеми, домашни, меѓународни и така натаму, ако не те знаат како име, може би ќе им го однесиш ракописот, па тој ќе остане во некоја фијука за жал. Тука треба да се поработи. Тие сопки кои што секојдневно со кои што се среќава еден автор во оваа дејност, во писателската дејност, мора да се поправи тоа во иднина. Неосетно еден ден се вселивме. Не беше тоа театрално вселување како што очекував. Со некаква забава со присуство на блиското семејство и пријателите и датум кој се памети целиот живот. Не напротив. Ова вселување беше неосетно. Прво ја средивме едната соба, па другата, третата. Средувавме дел по дел. Пренесувавме работи не знам колку дена или недели и една вечер се најдовме во истите кревети на кои спиевме предходната ноќ. Но во мојата куќа. Се сеќавам дека таа ноќ воопшто не заспав. Ја слушав тишината, разгледував низ ноќта и станував. Одев од соба во соба, поминував со погледот и одново наоѓав нешто ново. Некој детал што ме воодушевуваше. Старите работи што се разбира ги оставивме по моја заслуга. И повторно легнував. Читав со мислите низ собите, иако не можев да се сетам на нешто, одново станував и разгледував. Лекот за ова, ние сме писателките лек за сето тоа, да се избориме против тоа, да не има повеќе и да настапуваме малку поагресивно, да им докажеме на машкиот дел од писателскиот свет, дека ние не пишуваме срцепарателни приказни, значи викенд љубовни романчиња, туку дека пишуваме нешто вредно. Не велам за мене, велам за другите авторки. Тоа треба да им се прикаже на целата таа критичка книжевна јавност и на сите читатели, дека ако ти прочиташ женско име и презиме како автор, тоа не значи дека ти пишуваш љубовен роман од типот на зашто ме остави па после ќе плачам и така натаму. Дека ти оставаш нешто на равниште со еден маж автор. Обидувајќи се човек да завземе став идентичен со претходниот, само запаѓа во тотална ритирачка еднаквост. Никој никогаш да се сети дека претходниот со денешниот ден не треба во никој случај да бидат исти. Барајќи го тоа, се запаѓа во се поголема заблуда. Загазував во новите денови, не знаејќи ја трагата по која требаше да продолжам. Останував упорно на истите две стапалки како да бев закована, за нив и се клатев како оние мали кукли кои со федери се прицврстени за мала дрвена подлога.
Тоа беше мојот ареал на движење. Бев закована. Телото го движев, но нозете упорно не успеав да ги придвижувам и да се впуштам во потрага по некакви нови чекорења. Сеедно каде ќе ме одведе. А сето тоа ми и даваше лажно чувство на пасивно движење. Всушност, се работеше за тотална зачауреност. Авторот не треба да се плаши од професионална критика, значи луѓе кои што се образовани за тоа, на кои што тоа им е професија. Критиката секогаш би била добродојдена. Било да е таа не негативна, меѓутоа со во однос на тоа што треба авторот да поправи во своето иднопишување, каде треба да обрне внимание. Затоа велам дека критиката секогаш е во позитивна насока. Читателот е тој кој што пресекува и вели да, јас ова ќе го читам или го читав и ми се свиѓа или не ми се свиѓа. Меѓутоа критиката е она кој што му дава поука на писателот каде да обрне внимание. Сосема се сложувам со тоа дека кај нас е на многу ниско ниво, да се изразам така, таа литературна критика и дека можеби воопшто ја нема. Сега читам за најнови книги кои што излегуваат од македонски млади автори и авторки. Има критика во некои јавни медиуми, во печатени медиуми. Ги читам, ги следам, меѓутоа сметам дека се сепак недоволни. Ако видите на Запад, например во Америка излегува една книга и сето одма тоа оди, авторот нетрпеливо чека да дојде другиот ден после промоцијата и да го купи најновиот број на не знам кој реномиран весник и да ја прочита сопствената критика, значи критиката за сопственото дело, како другите ја гледат. И тоа е за него потврда за или не. Сега се сеќавам на се и на уште многу други работи. Паџигорите ме следат како сенките на нашите планови. За да почувствувам една капка на лицето што моментално ме освести и разнеша. Да, ме исплаши промената. А моменталната среќа ме прикува со федери на дрвената подлога. Ја мразев мојата пасивност и сватив дека морам да зачекорам. Иако сватив дека до остварувањето на плановите не се доаѓа лесно. Без кондиција, тркачот лесно се уморува, а јас некако мојата брзо ја потрошив. Предходно со 2 изнајмени станови, преселување од еден во друг и третото преселување во сопствениот дом, сето внимателно сложено со мозаик од првата заштеда, мако отрпно откажување од многу работи што си ги посакувал и се уште ги посакуваш. Одвоени месеци и години, многу често си помислуваш и си велиш доста, но не. Продолжуваш со жртвите, од откажувањата на кои си принуден. Пропуштање на одмори, заеднички моменти, насмевки или први зборови на децата. А домот, покривот, ти ја гори душата и одве чекаш да го имаш. А сега, кога сум по него, некако брзо се уморив. Потреба. Кратко, јасно потреба. Хоби е собирање марки, собирање стари монети, собирање на не знам што друго. Пишувањето е потреба. Значи, тоа не го правите затоа што ви е хоби и вие се занимавате со тоа и ви е занимливо интересно. Пишувањето е некој внатрешен глас кој што ве повикува и против кого не можете да се борите. Тој постојано ве повикува. Има периоди кога ве остава на мир, рајат да си спиете и да си го доживувате дено во реални и нормални услови и текови, меѓутоа, кога ќе дојде таа потреба, тој внатрешен глас, тогаш ви ќе немате мир, ликовите ве обземат потполно, ви се вртат низ главата, действијата ви се вртат и тогаш го губите и сонот и добрата храна во кујната, она што на почетокот го реков, нормалното готвење, туку се што ќе правите, во моментот ќе го прекинете за да го напишете тоа што ви дошло, па продолжувате со работата. Значи потреба и ништо друго.
Љубовта кон книгата е причина повеќе животот да не биде едноличен и без конкретни цели. Читањето е напивање вода која што има моќ да го прочисти нашиот ум. Добрите книги остануваат во нас, да одзвонуваат како будилник, додека пак лошите книги, староримскиот поет Хораци ја запише: "Ниедна книга не е толку лоша за да не служи за ништо." Вокабуларот се зголемува со читањето на книги. А ако не се читаат книги доволно, мене ми се случува сега во моментот читам 3 книги истовремено, затоа што не можам да се решам која ќе биде прва, која втора, која трета, и така ги читам неизменично. Тогаш навистина, меѓутоа не се зголемува само вокабуларот со тоа читање. Се зголемува и погледот кон светот, значи онаа ширина која што се добива со читањето книги. Без разлика за кој жанр се работи, без разлика дали авторот е странски или е македонски од овие домашни наши простори, сето тоа е едно богатство, огромно ризница од богатство. Се зголемуваат и перцепцијата која што претходно ја кажав дека напоменав дека е многу важна за оној кој што твори. Значи перцепцијата како го восприемате сето тоа, може и вас една книга да ви го промени погледот за многу работи и тоа да го промени од корен за некој мислење за кое што сте имали утврдено такво мислење и сте стоеле на тоа. Но со читањето книги поуката е не само зголемување на вокабуларот, на елоквентноста кога се изразувате и усно, еве и писмено. Сепак тука е, значи, еден широк спектар на зголемување, на менталниот склоп, на психичката состојба. И менталниот склоп вие го менувате со пишувањето, она што кажав претходно дека го менувате погледот на светот. Многу работи можеби ќе почнете поинаку да ги гледате, попозитивно во таа смисла. Никогаш не може да ги гледате во негативна насока ако читате многу. Затоа и порачувам многу да се чита. За жал сега со интернетот и со средствата за јавна комуникација, со Facebook, со Twitter, сите сме, и јас седам по многу сати, не дека не седам, мислам и мене ме погодија тие нови текови. Меѓутоа, мора да се пронајде време пред спиење, 10-15 страни, доволно е да се исчита, така за мирен сон, освен за ова другото што го напоменавме. Го следевте најновото издание на емисијата Кирилица. Довидување до следното издание.